Конечно пристигна осуда од екс-премиерот Зоран Заев за антисемитските напади кон техничката министерка за труд и социјала Рашела Мизрахи, но се уште без никакви санкции. Се до Facebook статусот на лидерот на СДСМ осуда пристигна речиси од секаде, освен од власта, а за етничкото профилирање кое е забрането во политичката комуникација во цивилизираните земји дозна и светот. Заев порача дека неговата партија е против секаков вид говор на омраза, расизам и ксенофобија во Македонија, барем така напиша на Facebook. Во овој важен момент, а пред да почне предизборната кампања, ги повикувам членовите и приврзаниците на сите политички партии, вклучително и на мојата СДСМ, како и сите функционери, да бидат одговорни во јавната комуникација, да избегнуваат и да отфрлаат говор кој содржи или може да поттикнува навреди и клевети и секогаш да иницираат суштински дебати по однос на важните прашања. Функционерката на СДСМ Мерсиха Смеиловиќ алудирајќи на етничката припадност на Мизрахи и порача да се стави Давидоват звезда, но за ваквите антисемитски напади се уште нема никаква санкција од својата партија, каде е и член на Комисијата за труд и социјална политика. Многу пожестоко од Смеиловиќ беше Видана Бошковска-Мицевска, која на социјалните мрежи важи за голем поддржувач на политиките на власта. Таа без никаква причина направи етничко профилирање на техничката министерка, дел од нејзините пораки на Facebook лајк добија од Зоран Бојаровски, советникот за медиуми во владата. Не ми пречи што Рашела Мизрахи упаднала во фашистичка партија. Сигурно и кај нацистите во влада имало евреи кои се бореле за плата и социјални права на евреите. За нападите кон Мизрахи се дозни надвор од Македонија, а осуда пристигне од Ефраим Зуров, директор на Симон Визентал центарот за Источна Европа, кој порача дека ваквите пораки се срамни. Порака со осуда испратија и еврејската заедница во Македонија, како и фондот на Холокаустот, апелираат до граѓаните, институциите и политичките субјекти да се спротивстават на ширење антисемитизам и омраза по кој било основ. Укажуваме на штетноста на ваквите појави од која било страна да доаѓаат. Немаме разбирање за политички препукувања зашто знаеме дека доведуваат до ескалации. Историјата и Холокаустот постојано опоменуваат и подсетуваат дека антисемитизмот води кон назадување и деструктивност на цивилизацијските и човековите вредности, права и слободи. Од опозицијската ВМРО ДПМН порачаат дека нема да толерираат антисемитизам, говор на омраза на верски национална основа кон никој. Поради тоа побараа Заев да ги разреши функционерите кои нападнаа Мизрахи.